да поедноставиме, да симплифицираме за ступидните ботови, што би рекол Фрчко, Мицко кажа дека рекетира. Он вика, пошто тие зимале или ќе земаат тендери, парите од тие тендери што ги зимаат, нека ги вратат назад у правење улиц, школа. Значи, вие сте класични хохштаплерски рекетари. Мислуваат со собствени глави и дај Боже да се множи, да се множат тие. Дали го имаме само скринот, режија ми го нема пуштено од Сабајле. Значи ќе почнеме првин Од утринските. Со изјавата од Сабајле. Утринските изјави на... Нели ти пушти трансфер? Да. Да, од тие ми немаш пуштено скрин, ама го знаме едниот наслов. Ајде да видиме како Христијан Мицковски признава дека хумано рекетира. Хумано рекетира е наслов на видеото. Јас и ти Милош по неколку пати го вративме пошто не едноставно не ми се веруваше дека стварно човеков го кажа ова. Да, бе, да. Ама еве тоа го кажа, ние го исековме и сега ќе видите како Христијан Мицковски хумано ги рекетира фирмите во Македонија. Ајде да видиме. Ние не крадеме. Ние не сме влада која што реализира проекти за да им кажува на изведувачите овој партиски донатор ќе носи песок, овој арматура, овој бетон и така натаму овој ќе носи багери. Ние велиме не. Еве, ако сакате да вратите на општеството, пошто општеството ве плаќа, еве направете улица, реновирајте градинка, училиште, така работиме ние. Дали премиеров? Не. Сега на кратко да им објаснам на гледачите што вика премиерот. Значи ние им даваме тендери на фирмите, ги договараме тендерите со одредени фирми, компании со кои што соработуваме и после за возврат им бараме да направат градинка, да донираат за градинка, да донираат за улица, да донираат за не знам школо. Значи практично признава дека рекетираат. Или тоа е точниот термин е тргување со влијание. Мечка, ти си правник. Па режијата моментално кафе прави, брат, ке ти одговорам после ти избориш. Значи човек, ја пробував едно 3 пати го враќам видеото, 3 пати го преслушував, со Наталија бев му канцеларија. Викам дали навистина го слушам тоа што мислам дека го слушам. Да, тоа е, види. Хуман рекет. Хуман рекет. А он го кажува јавно тоа. Не знам дали е свесен дека е незаконски. Тоа. Па кој дали свесен или несвесен, он сакаше да се направи дека е многу паметен и еве они можат да дадат, да помогнат како хумано да биде од нивна страна, да изградат училишта, а уствари он кажа, окей, нема да ве чепкаме, дај правете ги овие за без пари. Преводот е тоа. Преводот е Екрем Малику, ти благодарам што си финансиер на Инфомакс, од пишањето ти благодарам на тебе за донацијата, му благодарам и на Благоја Д, ти благодарам што сте финансиери на Инфомакс, тоа што се знае Мице како од бизнисот Труба Грчка е за се друго. Поздрав екипо, живеете, фала ти. Значи Мицко да поедноставиме, да симплифицираме за ступидните ботови, што би рекол Фрчко, Мицко кажа дека рекетира. Толку. Ги рекетира фирмите. Во натура. Значи ги рекетира фирмите, кажа. Вика, толку. Он вика, пошто тие зимале или ќе земаат тендери, парите од тие тендери што ги зимаат, нека ги вратат назад у правење улиц, школа. Инаку, тоа му е школа од еден градоначалник, на една скопска општина. Наместо, ако се огрешиле пред законот, он им кажува, ако се огрешени пред законот, еве ќе ви простиме, ама градете, направите ги бесплатно школи, улици, како бе така? Пак тоа се вика... Тоа се вика рекет. Рекет, у превод се вика рекет. Владислав Војнов, ти благодарам што стана финансиер на Инфомакс. Значи, рекетар. Они збореа, која не знаеа како да оправдаат зошто ние сме почнали да ги критикуваме, ние сме били наводно рекетари. Они тргнуваат од себе, и тогаш го кажувавме тоа. Они тргнуваат од себе и мислат дека ние така работиме. Не.
Вие така работите. А ние сме против тоа. Вие сте класични хохштаплерски рекетари. Рекетари! Го кажува јавно и мува не го лажи. Знае зашто го кажува јавно? За да се амнестира? Не за да се Што? амнестира. Се губи. Да се направи голем фраер. Мицкоски овие работи ги правеше и порано. Ги правеше. Меѓутоа порано не му беше курентно тоа да го кажува Ја сега го јавно. кажува. Само мен. Имаше луѓе кои што го кочеа, чекај, застани, немој да си го кажал тоа, нити е добра теза и така натаму и така натаму. Сега он е убеден дека таа тактика што ја правил пред да дојде на власт била добра и е убеден дека ако тоа го каже на јавноста и јавноста ќе мисли дека тоа е добра тактика. Он е убеден од таа идеја дека тоа што он рекетирал ќе го разбере јавноста добро и ќе му се восхитува, бидејќи тој самиот на себе си се восхитува на таквите потези. Он се восхитува затоа што он мисли дека тоа се мафијашки потези. А он сака да е мафијаш. Да, политичарски Само е. мафијашки потези, он се восхитува, мисли дека тоа така треба. Дека тоа е многу јако. Никој не sme да му писне. И така натака и така натака. Кој си ве другар ти мене да ми кажеш дали ќе ми ја платиш фактурата ако сум ти Рекет за бришење кривично ако дело направено. абе не бре, Е како не? он вика, тие што земале тендер, Треба да вратат на треба да општеството. вратат на општеството. Да, ма Вака кажи, сега. ако има многу кои што Он направиле, сака да се им огрешиле, да им каже. не ни давајте во пари, дајте Он сака да им каже. Дава ти во пари. Ама Има тоа за сите. Се покрива за пари. Забава за Значи сите. сака Добро, да не, им добро, не сака се да нервирај, па не ова можам бар- ми прекина мислата, сега немој да ме терати ако Мицко да се понашам. Ама стварно. Значи Дај малку опушти се. Не е така све црно. Ајде, добро, продолжи си. ајде ред. Ми заврши мисла ми отиде, не ми текне се. Значи он сака да им каже ако не направите некој проект бесплатно за општината, нема да ви ги платиме фактурите. Кој си ти да ми кажуваш на мене и да ме уценуваш по завршена работа во општина, да ме Така е, уценуваш така како е. ќе ми ја платиш Така фактурата? е. Така е, скроз си во право, тука нема збор, истото го Сум ти збориме. сработил? Си ја прифатил цената на тендер? Да. Сум ти сработил? Да. Платиш поштено. А не ме уценуваш ти мене и не ти ја плаќам додека не завршиш некоја работа. Класичен рекет. Да го видиме уште еднаш? Класичниот рекет или би имаме? ја би да го видиме затоа што За да нели, биде уште појасно не, сега. Затоа што обвинителство може да отвори предмет по допрен глас. Ако не допре За од прв кој пат да обвинителство? пробаме да пуштиме уште еднашка, Да, да видиме за да по втор пат разјасна, дали да. ќе допре гласот од Еве обвинителството. се смеат луѓето, љубиша тоа мечка појака закана, немам сушто до сега, немој да почнам да се понашам комицко. Не можеш да излезеш толку брат. Не можеш. Ај пушти уште еднашка да го види. Ние не крадеме. Ние не сме влада која што реализира проекти за да им кажува на изведувачите овој партиски донатор ќе носи песок, овој арматура, овој бетон и така натаму овој ќе носи багери. Ние велиме не. Еве, ако сакате да вратите на општеството, пошто општеството ве плаќа, еве направете улица, реновирајте градинка, училиште, така работиме ние. Значи, апсолутно, ако некој добил у легална тендерска постапка, бил имал најдобра понуда, најквалитетна и ги исполнувал сите услови на тендерот, тој треба да биде платен за сработеното. Ако ти бараш било каква услуга за тоа што он го сработил, тоа се вика бато рекет. И никако поинаку. Значи ти ако го оценуваш некого за да добие државна работа, во замена дека мора да направи школа, улица, градинка и така натаму да донира, ти тој човек го рекетираш.
Практично таков пример ние објавивме, во Илинден, каде што познат бизнисмен, од него било барано првен да донира за изградба на улица. За да ги добие парите. Донирал улица, го се сликале во општинскиот весник, дал колку беше таму 5-6 милиона денари за да се направи улицата. Овој му рекол ај плати ми улицата, ја ќе дам дозвола за градба. Овој ја направил улицата, овој не му дал дозвола за градба. Ама не, тука има еден момент кај што кажува, вика, вие може да му вратите на општеството за тоа што сте добиле работа. Ова е некој нов термин, веројатно. Значи ти добиваш работа која што нели легитимно на тендер ја добиваш и треба да имаш одговорност за да ја вратиш на општината или на државата што си ја добил работава, плюс треба како фирма да им направиш нешто. Рекет. Нину. А што не врати Сања Божиновска бе? Да, кој да Зошто не врати Сања Божиновска? Не бе, чекај, Сања Божиновска дужи 1 милион евра, ги украла од МЕПСО. Требала да ги плати. Не ги платила, добила ги на украла. тендер, да. Не добила на тендер, требала да плати на МЕПСО за услуга. Не ги платила. Што не врати Сања Божиновска? Зошто Сања Божиновска кога продавала струја на Елем, она не извадила дел од профитите и не ги инвестирала во некоја? Зошто тоа не го направила? Зошто не направиле фирмите на Мицко исто? Што има да прави било кој друг? Затоа што они направиле на црно, он збори за тие легитимно што добиле. Па легитимно и овие добиле на тендери. Тие што си добиле легитимно дека имат и плюс обврска да направат уште нешто. Ама како може да добиеш тендер на црно? Па не зборам ја за тендер на црно. Па они Што си добиле бизнис на црно, што си Па правеле. Мицковски Тие немаат добил дозвола за мали хидроцентрали, нека Немаат врати. тие обврска да прават нешто општествена работа. Нека донира една Сите што школа. работат на црно немаат општествена одговорност, а овие што се добиваат легално имаат обврска. Не бе, Мицко на бело работел. На бело работел. Зависи, На биди бело појасен работел. за кој бело Изградил мислиш. хидроцентрали, добил дозвола од државата, што не врати, што не направи една школа или една улица. Или за него не важи. Не, тоа важи за останатите, он не е во таа група. За останатите смртници важи тоа. Ристо Петров вика АТП листа, рекет број 1 Мјао Тао, рекет број 2 Синер, рекет број 3 Џоковиќ. Да, мислам дека овој нашиот Мјао Тао ги надмина сите.